Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Добро утро, почитувани гледачи. Срдечен поздрав од студиото на Радио Глас на надежда од Кавадарци. Евене и денеска, 25. февруари 2022 година, петок. Што се однесува до денешниве, до утринскиве сервисни информации, тие гласат дека во Кавадарци утрово 8 на сончев ден, некаде -2 беше наутро, а сега веќе температурата се качува +2. Сонцето изгреа во 6 часот и 15 минути, а ќе зајде во 17 часот и 17 минути. 56 ден во годината. Што се однесува до временската прогноза, можеме утро да кажеме дека ќе биде сончево и потопло со мала локална облачност и слаб ветер од северозападен правец. Така да, како што најавивме и вчера, денеска ете 8 на сончев ден, ќе имаме релативно убав сончев ден со температура некаде до 18 степени. Од -4 ќе биде температурата во крајно западните делови, поготово тоа ќе биде некаде во Гусиварско, во Полошкиот регион, од -4 до 8, до крајниот југ во Гевгелија од +1 до 18 степени. Во Теквишијата ќе имаме до 16 степени, во Беровскиот, Струмичкиот регион до 11, односно 12 до 15 степени. Во Пелагонија температурата ќе се искачи до 13 степени, а беше утро во -2. Во Охрид исто така свежо утро, -2, но ќе биде до 13 степени сончево. Во Скопската котлина исто така ќе има температура до 15, иако утрово беше -3. И во Комановскиот регион од -3 до +12 степени. Што се однесува до утрешната прогноза, ќе имаме промена на времето, поготово во досните попладневни часови, кога времето ќе се менува, односно ќе имаме врнежи од дожд, значи во сабота навечер кон недела, на повисоките места ќе има и врнежи од снег. Температурата ќе биде се уште релативно висока, во Скопскиот регион ќе биде од -3 до 11, во Теквишијата од -2 до 14, и во останатите делови ќе биде променливо облачно време. Така да, еве, да ги очекуваме тие промени на времето, се уште ќе биде топло, но ете ќе имаме и врнежи на дожд скоро на целата територија на нашата земја. Што се однесува до информациите од Автомото Сојузот, тие гласат дека сообраќајот се одвива нормално, без застој по суви коловози. Така да едноставно бидете внимателни кои ќе возите по тие клисури, како што е патот Велес-Скопје, односно Скопје-Велес, или на крајниот запад, или пак таму кај што има клисури, внимавајте од одрони. Се уште е задолжителна опрема, зимската опрема, да се носат во возилата, значи синџери, до 15 март. Што се однесува, почитувани гледачи, до рубриката на денешен ден, еве ќе спомнам неколку настани кои се случиле во светски рамки. 1707 година, на денешен ден, значи 25. февруари, роден е италијанскиот писател Карло Голдони, обновител на италијанската комедија. 1778 година роден е аргентинскиот генерал и национален херој Хосе де Сан Мартин, ослободител на Аргентина, Чиле и Перу
od španskата kolonijalna vlast. Na današnji den, 1842. godina, roden je Karl May, odnosno Karl May, germanski pisatelj, bil najtiražniji od germanski avtor, napišal poveke dela kako što se Vinetu, Bogatstvo ovo Srebreno jezero i taka natamu. Interesna ličnost koja je na današnji den 1899. godina se umrel, osnovočotna britanskata novinska agencija Reuters. I zato danas ima menele agencija Reuters. Umrel, znači ovaj čovjek, britanski žitelj, 1899. godina na današnji den. Iako njegovo to vistinsko ime je, vidjeti, to je Evren i ime to moj vistinsko to Bir Josafat. Izvjesno vreme raboteli v agencijata Avas v Paris, no podosna je osnova, znači novinska ta agencija Reuters, koji danas ga nosi njegovo to ime. Na današnji den, 1920. godine, v Strumici je roden Aleksandar Dumov, dojen na Narodni teatar v Strumica. Na današnji den, 1949. godine, so zakon na Narodното собрание na NR Makedonija bil osnovan Univerzitet v Skopje, so udržovanjeto na prvoto univerzitetsko sobranje na 24. april 1949. godina bilo označeno reagjanjeto na univerzitetu kako najvisoka naučna i obrazovana institucija v Makedonija. Eve, ušte nekoliko interesni nastani koji se dogodili, koji se slučile na današnji den. 1999. godina Narodna republika Kina stavila veto za produžuvanje na mandatnost na UNPREDEP. Ušte 6 mjeseci v Republika Makedonija na 1. mart 1999. godina UNPREDEP gi prekinal aktivnostite v Republika Makedonija. To se tije така наречени плави или сини шлемови се секаваме кога тие беа во Македонија, бидејќи имаше проблеми, така да тие, тој мандат им бил прекинат на денешен ден. Еве тоа беа утринските сервис информации, почитувани гледачи, одеме сега со песна, а потоа ќе ја продолжиме нашата програма. Gledam ljude oko sebe, samo nekud jure, pa se pitam često puta, zašto tako žure i barem malo stati, ma niko nema vremena. A tu smo svi na putovanju, život teče kao rijeka, ali netko tamo gore oduvijek nas čeka i zato njemu pjevaj, jer to je navika. I putnici smo što putujemo svijetom i pjevamo ovom malenom planetom i pjesma neka bude utjeha za brige sve. Smo što putujemo svijetom i pjevamo ovom malenom planetom, pa zapjevaj i ti, jer netko gore volite. Sretnem jednog starog prijatelja, pitam kako ide, on mi veli: daj me pusti, ljudi me se stide, a ništa nije dobro i ne znam kud sa sobom ja. A
A ja mu kažem, ajde pogledaj gore u visine, znaj da neko tamo jednako se brine i zato njemu pjevaj, jer to je navika. Mi putnici smo što putujemo svijetom i pjevamo ovom malenom planetom i pjesma neka bude utjeha za brige sve. Mi putnici smo što putujemo svijetom i pjevamo ovom malenom planetom, pa zapjevaj i ti, jer neko gore volite. Mi putnici smo što putujemo svijetom i pjevamo ovom malenom planetom i pjesma neka bude utjeha za brige sve. Mi putnici smo što putujemo svijetom i pjevamo ovom malenom planetom, pa zapjevaj i ti, jer neko gore volite. Еве неповторно во програма, почитувани гледачи, вие следите утринската емисија на Радио Гласна надежта од студиото на Радио Кавадарци. Се надам дека сте добро. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите нашата утринска програма. Следува рубриката Капки на мудроста и кратка приказна за деца, односно за возрастни. Еве, ќе прочитам неколку капки на мудроста што ги приготвив за вас за утро, почитувани гледачи. Тајната на постигнувањето повеќе е во тоа дека треба да започнете. Тајната на започнувањето е во кршење на комплексните неиздржливи задачи, на мали изводливи задачи и потоа почнување со првата. Еве тоа го напишал Марк Твен. На срцето полно со храброст и добрина. Од време на време му е потребна мала доза на опасност, инаку животот му станува неподнослив, го напишал ова Ниче. Светот е тесен, а паметот е неограничен. Мислите лесно живеат една покрај друга, но работите болно се судираат во просторот. Ова го напишал Шилер. Најтивките зборови носат бура, а мислите кои доаѓаат тивко на прсти управуваат со светот, го напишал Ниче. Дека еден учител е добар не е знак бројот на ученици што ги има, туку бројот на учители кои ги создава. Ако си депресивен, значи живееш во минатото. Ако си конфузен, значи дека живееш во иднината. А ако живееш само во сегашниот момент, тогаш ќе чувствуваш само мир. Што и да се случува околу тебе, немој да го сваќаш тоа лично. Луѓето не прават ништо заради тебе, туку заради самите себе си. Твојот живот е манифестација на твоите соништа, тоа е уметност и во секој момент можеш да го промениш доколку не уживаш во него. Некои врски се појавуваат за да ти помогнат во одредени животни лекции. А кога лекциите ќе бидат научени, треба да знаеш да ги пуштиш и да продолжиш со животот понатаму. Немој да очекуваш да добиеш, ако не си подготвен да дадеш. Ако си доволно среќен да добиеш втора шанса, немој да ја пропуштиш. Еве тоа беа утринскиве капки на мудроста, почитувани гледачи. Сега сакам да ви прочитам еден краток пример, кој се вика или насловот е Несигурен темел. Сигурно сте слушнале за кривата кула во Пиза. Тоа место се наоѓа во Италија. Таа кула се очекува секој час да падне. Научниците секоја година го мерат низиното навалување.
Нивните резултати покажуваат дека 55 метри високата кула се навалува по 1,27 мм годишно и веќе е искривена 518 см. Тие прогнозира дека наскоро кулата стара 810 години ќе се навали толку што наскоро ќе се урне врз блискиот ресторан, каде што научниците се собираат да ги дискутираат своите мерења. Самиот збор Пиза значи лизгаво земјиште, што дава и одговор зошто кулата почнала да се навалува уште кога била изградена. Очигледно да има работи што се осудени на неизбежно пропаѓање како кулата во Пиза. Се зборува дека и други нешта во светот се втемелени на мека подлога, како на пример Гилбартарската карпа, карпестите планини во Северна Америка и други работи во светот. Тие еден ден сигурно ќе пропаднат, но според календарот кој го одредува Бог. Дали овие факти нешто менуваат во вашиот живот? Веројатно, ова многу не засега, бидејќи сме уверени дека ќе се одиме од ова земја, од ова земна сцена, пред да настапат тие судни денови. Но апостол Петар не размислуваше така. Неизбежната пропаст на сите земни нешта што ги тераше да мисли на вечната заедница, заснована на правда и вистина, заедница која ќе остане и по пропаѓањето на сите карпи во светот. Тоа го мотивираше да си го гради својот живот на Христа, единствениот темел што нема да пропадне. И затоа, почитувани гледачи, треба да сватиме дека животот е краток, смртта е сигурна, гревот е причината, но Христос е надежта. Но што ние ќе градиме зависи од нас. Дали ќе градиме на чврста карпа, а таа карпа Исус Христос, или ќе градиме на песок, на лажните науки. Нека и овој ден нашиот живот, сите наши планови, сите наши одлуки да бидат поставени на таа вечна карпа на Исуса Христа. Сакам да спомнам денеска, почитувани гледачи, дека слушаме информации, вестите јавуваат за војната која се води во Украина. Не сакам сега ја да зборувам како војни аналитичар, меѓутоа сакам само да спомнам дека имав прилика пред 2 години да ја посетам Украина на денешен ден. Таму бев скоро 14 дена на обука, значи пред 2 години имав прилика да го посетам Киев и неколку градови каде што сега на жалост се води војна. Украинскиот народ е еден многу добар, миролюбив народ. Имаме многу соодветни работи како и ние македонците. Поминувале ни такви тешки истории како и ние. Јазикот не го разбираме целосно, бидејќи е словенски јазик, така да има зборови кои се разбираат. Поминав таму 14 убави денови, запознав многу пријатели од Украина, имаш од Белорусија и од други соседни држави. Вистина, кога слетавме на аеродромот, не дочека еден пријател кој прв пат се видовме со неговата кола, го поминавме и Киев и отидовме на нашето крајно одредиште, каде што бевме сместени тие 14 дена, имавме обука токму за радио дело и за активности во медиумите. Имам добри спомени од самиот град. Тој град некаде околу 3,5 милиони жители. Посетивме и други околни градови каде што патувавме со воз цела ноќ, значи 10-12 часови бевме на запад, на југ и на сите. Бевме доле во метрото каде што сега илјадници луѓе во Киев се кријат или да ги сочуват своите животи. Тие метро се на 3 ниво, некаде околу 100 метри доле под земјата. Бевме во тој главниот центар кај што претходно имало разни револуции и каде што луѓето се радувале или тагувале. Да се молиме за тие луѓе кои се таму има многу христијани, па и за Русија да се молиме за сите верници, за сите добри луѓе кои се наоѓаат во двете држави, бидејќи народот воопшто не е виновен. Секако тие кои наредуваат, тие ќе сносат и одговорност за таа крвава војна која е бесмислена. Повторно на крајот ќе седнат на зелена маса и ќе подпишуваат договори и ќе се договарат. А они кои страдале, она што е разрушено, тоа не може да се врати. Затоа да се молиме денеска во деновите кои се пред нас, да Бог го спречи тоа лудило на луѓето кои дале такви наредби да војуваат. Со војна ништо нема да се постигне, иако пророштвото зборува во Евангелието
според Матеја 24 глава, дека кима војни, дека кима земјотреси, дека кима, меѓутоа не мора тоа ние да го правиме. Тоа се пророштва условни, може и не мора, но сепак ѓаволот се радува кога луѓето војуваат, зашто тогаш многу невини жртви страдаат. Ѓаволот ја фрла својата мрежа, знаејќи дека кратко му е времето и тој ќе прави се повеќе и повеќе такви нетрпенија меѓу луѓето да завојуваат, да страдаат и да немат време за Господа. Затоа го молиме Бога да тој се замеша и да ги сочува луѓето во нивните животи. Одиме сега со песнат, продолжуваме, а потоа ќе се вратиме повторно во живо во нашата емисија. Еве не повторно во живо со нашата програма, почитувани гледачи, следува рубриката Утринска порака од Светото писмо. Денеска би прочитал воведен текст во Евангелието според Марко, 12 глава, 30 стих. И љуби го Господа својот Бог со сето своје срце, со сета своја душа, со сиот свој разум и со сета своја сила. На секој човек му се доверени посебни дарови, посебни таленти. Некој смета дека тие таленти им се дарувани на известни луѓе кои имаат извонредни ментални способности. Меѓутоа, Бог не го ограничил изливањето на своите дарови на привилегирано малцинство. Секому му е дадена некоја посебна способност за која ќе биде одговорен пред Господа. Времето, разумот, средствата, силата, менталните способности, нежноста на срцето, сето тоа се дарови од Бога, доверени на луѓето да ги употребат во големото дело на благословување на човечкиот род. Во поседувањето на сила на луѓето им е доверен драгоцен талент за работа. Тој има поголема вредност од било кој депозит во банка и затоа треба и многу повеќе да се цени. Тој е благослов кој не може да се купи со злато или сребро, со куки или земја. И Бог бара мудро да го употребуваме. Никој нема право да го жртвува овој талент преку корозивното влијание на неработењето, неактивноста. Сите сме исто така одговорни за дарот на физичката сила, како и за дарот на материјалните средства. Многу Христови следбеници допрва треба да ја научат основната лекција за извршување на неопходните животни должности трудолюбиво и со задоволство. На човекот му се потребни повеќе доблести, повеќе строга дисциплина на карактерот кога работи во својство на механичар, трговец, правник или проповедник, внесувајќи ги христијанските начела во обичниот деловен живот, отколку кога работи како признат мисионер на некое далечно поле. Неопходна е силна духовна определба за религијата да се внесе во работилницата или канцеларијата, за преку неа да се посвети секоја поединост од секојдневниот живот, за секоја деловна трансакција да се извршува во склад со мерилата на Божјето Слово. Но тоа е токму она што Господ го бара. Религијата не можеме да ја изделиме од деловните потфати. Тоа се подрече кој меѓусебно се
проникнуваат. Библиската религија мора да биде вткаена во се што правиме и зборуваме. Божествените и човечките сили мора да се дополнуваат и во световните и во духовните дејности. Од нас се бара да го љубиме Бога не само со сето срце, со сиот ум и со сета душа, туку и со сета сила. Тоа целосно ја опфаќа целокупната употреба на сите физички сили. Ете, тоа беше поракава утринска, почитувани гледачи, што ја најдовме како основен текст во Евангелието според Марко, 12 глава, 30 стих. И љуби го Господа својот Бог со сето свое срце, со сета своја душа и со сиот свој разум и со сета своја сила. Нека и денеска ние го сакаме Господа со сета своја душа, со целото своје битие. Бог ни доверил посебни дарови. Секој од нас има барем еден дар. Според она приказна што Исус ја раскажал 5, 3 и 1 дар. Значи секој од нас има барем еден дар. Ајде тој дар да го потребиме на слава на Господа. Некои смета дека тие таленти им се дарувани на известни луѓе кои имаат изворени ментални способности. Меѓутоа Бог не го ограничил изливањето на своите дарови на привилегирано малцинство. Бог не сака сите, дали сме стари или млади, дали сме учени или неучени, дали сме машки или женски пол. Бог не сака еднакво сите. Според Евангелието според Јована, во првата глава, таму пишува дека сите ние сме синови и керки Божи. Ајде денеска тие дарови што Господ ни ги дал, да ги ставиме во раците на Бога. Да дозволиме Бог да не употреби, да бидеме мостови, да бидеме канали преку кои ќе потече силата Христова, таа радосна вест, дека Исус ќе дојде еден ден и ќе направи крај на сите маки, на сите проблеми, на сите крвопролевања, на сите војни кои се водат денеска. Ѓаволот е инспиратор на сето зло, но наскоро ќе му дојде крај. Тој тоа го знае и зато ги користи своите последни 5 минути, што би се рекло. Но да се молиме на Бога, да Бог не заштити сите нас и да не даде сила да издржиме во овие тешки моменти. Почитувани гледачи, вие кои сакате понатаму да изучувате Библијата, постои извареден начин или курс, библиски курс онлайн преку дописната библиска школа. Значи сите вие кои сакате на еден непосреден начин во домашна атмосфера да ја проучувате Библијата, еве за која секунда ќе ја видиме рекламата, но ние ви нудиме и Библија, ви нудиме бесплатно Свето писмо. Значи сите вие кои сакате да имате ваше лично собствено писмо, Библија, пишете ни во нашата редакција, а ние ќе ви испратиме бесплатно. Одиме сега со рекламата, потоа се враќаме повторно во живо во нашата емисија. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Следува рубриката почитувани гледачи библиски личности. Денеска ќе си споменеме за една интересна библиска личност која е многу позната во Стариот Завет, а тоа е пророкот Даниел, пророк во екзил. Интересен е животот и работата на овој млад човек. Дознаваме од Библијата дека Даниел со неговите другари, сета таа генерација биле одведени од Ерусалим во Вавилон како робови. Името Даниел значи Бог е судија. Сепак знаеме вавилонците го заробиле
i sakal jednostavno da ja izbriša ta njegova memorija od njegovoto minato. I zato mu bilo promenito dori njegovoto ime, ne samo na nego, tuku i na ostanatite momčinje koji bili odneseni vo carski dvor. Znajme deka Sedrah, Misah i Abdenago isto taka bile zajedno su Danijelovo ta grupa i koga bile tamo vo toj univerzitet vo Vavilon bili školuvani, im bila dadena hrana koja je bila sprotivna na njimnite verski običaj. I znajme deka tije toga odbile i pobarale da jadat jednostavno zelenčok i voda da pijet namesto da jadat od carskata hrana i da pijet vino i sve ono što bilo štetno. No Danijelo je poznat po to što bil principijalen, se molil na Gospoda i Bog rabotel preko njega. Koga golemio car Navudonosor sonil son i ne znal što značil sonot, odnosno ga zaboravili sami od son, doznao od njegovite sovetnice deka vo carstvu ima jedno momče koje zna da gi tumači soništata i bil povikan i Danilo znajme deka Bog mu pomogne, ali ne samo sono da go raskaži tuku i da go protumači. Danilo bil pročen prorok, podosno bil postavljen kako vtor tret čovjek vo carstvu tog i znajel site tajni i to je bil jedna vrsta sovjetnik na Navudonosora podocno. Međutim, od ljubomora znajme deka njegovite kolegi, ne evri, nego ostanatite Vavilonci, go mu kažale na caru deka to i sepak ne je tako kako što se predstavio. I zato mu rekli na caru da napravi zakon, da izade zakon, niko da ne se moli na drug bog osven na nego, na Navudonosor. Navudonosor znal deka to je stapica, no sepak svesno go potpišal toj akt, toj ukaz i bilo zabranetovo carstvo, to niko da ne se moli na drug bog osven na Navudonosora. Međutim, Danilo produžil su svoje te verske aktivnosti. To je imalo običaj tripati da se moli na den, nautro, napladni i naveć. I to su otvoreni prozorci. I vednaš bil prijaven deka Danilo gi kršiti je carski uredbi i zato kaznata sleduvala da bide frljen vo jama so lavovi. Znajme deka Bog ovdje intervenirao. Neko je rekao deka lavovite bile kako nokna pernica za sami od Danilo, koji cela nok bil tamo so lavoviti i nemo faljalo ništo. Interesno, nautro koga osamnalo, došao sami od Navudonosor lično da se uvjeri i go viknal Danaile, Danaile. A Danilo rekao, povelite gospodaru. To je bil živ. Navudonosor posvesno veroval deka Danilo sepak ostane živ. Zato što Danilo često pati mu propovedal, često pati mu zborova na Navudonosora deka to ima vera vo živi od Bog. I na vistina podosna svi te tije koji go oklevetile Danilo pred Navudonosora bile forleni, tije i njimite semejstva vo ta jama lavovska i stradale celi semejstva. Nešto slično kako trojicata momčinje što se našle vo ta žarena pečka, tije koji gi frlile, zaginale, a na trojicata ne im bilo ništo. Danilo je primjer za čovjek koji je ostanal veren na Gospoda i vo tuga država. Ponekoj, znajte, nije, ke se najdeme vo nekoj problemi i ke kažem, pa Gospode, nemam izbor. Eve, nemam što da jadam, ki jadam od ova nečista hrana. Koga velim nečista hrana, spored Biblijata, onaj životni koji preživat i koji ima kopita razdvojeni na svojite noze, tije se za jaden. Ili, eve, nemam što da pijem, ke pijem alkoholno vino. Nije zborujem pred nekoliko denovi v nekoliko emisiji, deka alkohol od oštetova našte moždani keli, deka alkohol ne je za upotreba. Bog ne sozdal alkohol. Čovjek od go sozdava alkohol od. I to go naštetova našto zdravje. Danilo, Sedrah, Misah, Abdenago ne pijele alkohol počtovani gledači, koga bile tamo na dvorot vo Vavilon. Nije jadile ta raskošna hrana. Jednostavno ti je rekle, dajte mi care 10 dena varivo. A što bilo to varivo? Može bilo graf, grašak, boranija, zelenčuci i pijele obična voda. Od obična voda nema ništo podobro. Bog gi čuval ovje biseri, bi rekao, ovje luge. Sve kako imali drugi evreji koji se našli u ropstvu. I ti ostanale
čvrsti na principite na Bibliјата, односно на Бога. Много е важно, ние како родители, или вие кои сте помлади родители, имате мали деца, учете ги вашите деца на принципите на Библијата. Може би тие ќе порастат, може би малци ќе засранат лево или десно, но тие, тоа што го впиле во својот ум во младоста, ќе им остане за цел живот. Соломон вели, мудриот Соломон, учи го детето додека е мало, па нема да отстапи кога ќе остаре. Значи, тој темел што го ние градиме во малиот човечки ум, во тоа мало срце, ќе остане за вечност. Затоа, ете, Данило, Седрах и Михајло останале верни на Господа, затоа што биле учени од младоста своја. И кога се нашле далеко од семејството, далеко од родителите, таму како робови, тие останале верни на Господа. Седрах, Мисах и Авденаго и Данило се еврейски херои, кои се запишени со златни букви во Светото писмо, нам да ни покажат дека е возможно да останеме верни, па макар како што некој рекол и небото да се сруши. Еве, почитувани гледачи, тоа беше пораката од библиската личност Данило. Бог е мој судија. Одиме со песна, потоа ќе продолжиме повторно во живо. Kama kad ja
Еве неповторно во живо во нашата програма, почитувани гледачи. Сречен поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите во живо нашата емисија. Следува рубриката кога зборуваме за нашите села, градови, водопади, излетнички места во Република Македонија. Овутро ќе споменеме нешто за селото Царев двор. Кога бев во 8 одделение, односно од 1 до 4, имав еден пријател од Царев двор. Тоа беше другарче, знаете, тогаш во тоа време ќе ве вратам пред 40 години, 50 години, кога пишувавме писма и ги испраќавме до различити училишта во Македонија до непознатото другарче. Дали се сеќавате, почитувани гледачи? Јас во тоа време, сега кога го спомнав Царев двор, се сетив и напишав едно писмо, го адресирав до училиштето, не се сеќам веќе како се викаше, и добив одговор, напишав кој број сум во дневникот, знаете, тогаш така беше тоа да се распознаеме, и тој беше во дневникот со истиот број и се допишувавме како непознато другарче. Ајде да кажеме овутро неколку зборови за Царев двор, село кое се наоѓа во општина Ресен, во областа Горна Преспа. Интересно, ова село е доста старо село, поврзани се многу легенди за селото Царев двор. Во преданието на царедворци името на селото се поврзува со легендите за постојањето на дворецот на цар Самуил на ова место. Според други легенди, намештаните пред 100 години на пат за некаде некој си цар и неговиот везир неколку дена престојувале во местото на денешното село, така што својот шатор царот го расширил на денешното место Царева нива. А неговиот везир на денешното место Визирова нива. Потоа најпрви местото, а потоа селото било наречено Царев двор. Значи првин таа нива кај што царот го поставил свој шатор, а потоа и самото село било наречено Царев двор. Селото е едно од поголемите села во Преспанската котлина, сместено речиси во средишниот дел на општината Ресен. Селото е рамничарско, сместено на надморска височина од 863 метри. Од градот Ресен е оддалечено околу 6 километри. Царев двор е околу 5 километри северно од брегот на големото Преспанско езеро, на раскрсницата на патот Битола, Корча и Ресен езерани во јужниот дел на Ресанското поле. Ни затворот ни селото тече Болшница, Болска река, чиј водотек во летниот период значително го се намалува или целосно пресушува. Царев двор е големо и убаво село од собран тип со преку 430 куќи, повеќето обновени или новоизградени на приземен и втори кат, а внатре опремени. Околу куќите постојат разновидно оградени дворни места во кои се изградени стопански и други објекти. Царев двор се граничи со следниве села: со градот Ресен на север, со Горна и Долна Бела црква на исток и со Езерани и Дремјани на југ. Еве неколку податоци од историскиот период. Не постојат официјални извори, ниту други сознанија дека Царев двор во минатото било преместувано. Сепак, кај некои царево дворци постојат предпоставки дека селото некогаш се селело два пати. Царев двор е старо, национално, верски, јазично мешано село во кој живеат православни македонци и муслимански турци, под различен облик на денешното име Царев двор, Церисвор, значи има повеќе варијации на тоа име Царев двор. Едноставно, од старите турски пописи или дефтери од 1519 година, ете се спомнува и за време на турската окупација на Македонија. Во 1912 година Царев двор било под турска власт, а со тоа и беговски чифлик. Во текот на подготовките за Илинденското востание учествувале активно со својата востаничка чета, а нејзини војуди биле Толе од Златари. Во текот на востанието загинале 4 жители. Потоа има, се спомнала Првата Балканска војна, Втората светска војна, значи од
tije vojni imalo učesnici i selani od ova mesto. Atarot zafakja prostor od 7,5 km, na njego prevladuva obrabotljivo zemljište na površinu od 182 hektari. Ima šuma, znači ima pasišta, ľudia se zanimavati so ribolov, бидејќи тука е Преспанското езеро, но најмногу се занимаваат со производство на квалитетна, убава јаболка. Така да, тој регион, Преспанскиот, односно Ресенскиот дел, изобилува со убави јаболки. Ако има и тутун, некои сеат, но како да е рж, јечман, бидејќи е равничарско место, има вода, така да скоро сите градинарски култури успеват пипер, домати, праз, зелка, лук, кромит, граф и така натаму. Значи, се што може се посее, ќе успее, но најмногу луѓето се занимаваат со производство на квалитетно јаболко. Еве, неколку информации за колку има жители од пописот од 2022 година. Вкупно имало 605 жители. Од тоа Турци има 81 и 520 македонци и 4 останати. Од пописот од минатата година се уште немаме информации. Како е да е, тоа е едно мирно село, Царев двор, кај што луѓето живеат, работат, создаваат семејства и ги користат благодетите на природата што ги има во тој предел. Тука е, значи, и Преспанското езеро. Значи, нашата Македонија изобилува со убави села, со убави планини, реки, места кај што може да луѓето живеат и да уживаат. Еве сега сакам да спомнам и еден рецепт, почитувани гледачи, кога е во прашање здравјето, потоа ќе прочитам и за таанот, колку е таанот користен во исхраната. Еве најпрвен рецептот: сок од моркови и јаболка, бидејќи те спомнавме во рубриката за нашите села и јаболкото. Потребно е 1 кг моркови, 200 мл сок од јаболка, 2 лажици сок од портокали, може шекер или мед да ставите место шекер, и коцка мраз. Приготвување: морковите ситно изредајте ги, измешајте ги со шекерот, односно со медот, и кога ќе пуштат сок, добро исеете го. Сокот од морковите измешајте го со сокот од јаболката и портокалот, служете го со коцка мраз. Тоа е краток рецепт како да направите сок од моркови и јаболка. Еве сега неколку информации за употребата и корисноста на таанот. Таанот е намирница со богат вкус и мазна текстура, која се подготова од мелено сусамово семе. Подготвениот таан потоа може да се употребува за најразличити рецепти. Меѓу рецептите кои се базираат на таан, некои се традиционално присутни во нашата кујна, како рецептот за алва, например, додека други можеме да ги сретнеме често во последно време, како оној за хумус. Покрај подготовката на овие јадења, таанот може да се користи како прелив за различити салати, тестенини, потоа во различни типови на сусами напитоци при подготовка на различни сладки и така натаму. Таанот е навистина корисна, богата со хранлива вредност. Таанот е пон со здрави масноти, витамини и минерали. Само една лажица таан содржи, а тоа е некаде 15 грама. Еве што содржи: 900 калории, 3 грама протеини, 8 грама масноти, 3 грама јаглинохидрати, 1 грам растителни влакна, 13% од дневно препорачениот внес за витамин B1. И сега овде се назначени, имаме витамин B6, фосфор, манган. Манганот и фосфорот имаат многу значајна улога во здравјето на коските. Витаминот B1 и витаминот B6 се многу важни во катаболизмот или во продукцијата на енергијата на храната. Има дополнителни масноти кои не се штетни во самиот таан. Извор на антиоксиданти. Таанот е богат со антиоксиданти, наречени лигнани, особено со лигненот сесамин, кој покажал особено силно антиоксидантно влијание на некои студии.
Повеќе истражувања покажуваат исто така редовното конзумирање на таанот, односно на сусамот и неговите продукти може да ја зголеми вкупната антиоксидантна активност во крвта. Може да има, значи, многу големи придобивки човекот кој користи таан. Сусамот е добар извор на витамините од Б групата и микронутренти кои влијат на формирањето на црвените крвни клетки. Може да го намали нивото на шекерот во крвта. Имаме оној белиот таан, но има и кафеав. Тој така наречен интегрален. Во кавадарци се произведува квалитетен таан, почитувани гледачи. Го имате и во маркетите, како што е, сега да не спомнувам, да не правам реклами на некои маркети, но сепак овде имаме приватна фирма која произведува малце може би поскап, за разлика од оние во продавница, но е многу поквалитетен. Јас ви препорачам да го користите кафеавиот, темниот таан, кој е интегрален, го има некаде овде во каварци 220 денари едно тегло. Ја поддржува работата на имуниот систем. Таанот може да биде користен и за здравјето на мозокот. Гледате какви придобивки. Студиите покажуваат на антиканцерогено дејство. Значи, делува против ракот кој се повеќе зема замах. Заштитно дејство на црниот дроб и бобрезите. Сега да не ви читам сите коментари, само насловите ги читам. На што треба да внимаваме? Сепак, за да го уживаме ефектот од наведените својства, потребно е поредовно конзумирање на таан. Не само еднаш во месецот, него поредовно. Значи, редовна употреба на таанот. Дополнително, знаеме дека таанот е богат со омега-3 масни киселини. Богата исхрана со омега-6 масни киселини, а при тоа недостатокот од омега-3 масни киселини може да допринесе за хронично воспаление. Тоа е уште една дополнителна причина зошто треба да внимаваме на количините и на внесот на омега-3 масни киселини. Еве, толку за таанот. Пробајте го, користете го, може да го фузирате, значи таан и мешате мед. Направете една смеса, погуста и може да ја мачкате на леб, да ја користите и верувам дека ќе бидете задоволни, почитувани гледачи. Одеме сега повторно со песна и ќе се вратиме повторно да ја проследиме последната рубрика во нашата утринска емисија. Во страшниот мрак и молни, дур громове слушам глас. Познам дека јас не сум сам, јас знам да ме чува спас. И кога ми душман прети, и тогаш јас едно знам, да не сум во својот живот, никаде јас никогаш сам. Не, никогаш сам, не, никогаш сам. Исус ми еднаш рече, да не сум јас никогаш сам. Не, никогаш сам, не, никогаш сам. Исус ми еднаш рече, да не сум јас никогаш сам. Никога не тага гуши, без утеха в тежок час, ни светли тој лице свое, пред мене тогај спас. Со смрт кога ѓавол плаши, по тоа јас само знам, да не сум во својот живот, никогаш јас не сум сам. Не, никогаш сам, не, никогаш сам. Исус ми еднаш рече, да не сум јас никогаш сам. Не, никогаш сам, не, никогаш сам. Исус ми
reče, da ne sumnjaš nikoga sam. I život tvoj si dade, da plati za moj greh. So ljubov me gleda večno, strpljivo me vodi tvoj. Poznam neka skoro ide, bo slava i sila moj spas. I maki će mi na togaš, što nebo ne odvede nas. Ne nikogaš sam, ne nikogaš sam. Isus mi jednaš reče, da ne sumnjaš nikoga sam. Ne nikogaš sam, ne nikogaš sam. Isus mi jednaš reče, da ne sumnjaš nikoga sam. Еве дојдовме до последната рубрика во нашата општинска емисија, почитувани гледачи, зборуваме за археологијата која ја потврдува веродостојноста на Библијата, на Светото писмо. Денеска би кажале нешто за закованите пари во Библијата. Археолозите пронашле доста работи како пари ковани во земјата и на тој начин може да утврдат кој цар во тоа време владеел, што се случувало со самото редување на државата во тие времиња. Малку се толку значајни споменици од секојдневниот живот кои со текот на вековите претрпеле толку малку промени како што се кованите пари, пренесува во својата книга професор Драго Обрадовиќ. Археологијата ја потврдува Библијата. Освен усовршувањето на производниот процес, кованите пари уште од библиските времења малку се измениле и се подобриле во односот на општиот изглед и состав. Вредноста на златото и среброто како средство за размена била добро позната уште пред откритието на наједноставните облици на технологијата на ковање пари. Во Стариот Завет се спомнува овој начин на размена и вреднување на стоката и другите добра. Богатството на Аврам е мерено со злато, со сребро и со бројот на добитокот. Тоа го пиша во прва книга Мојсеева, 13 глава, 2 стих. Кога почне да се употребуваат скапоцените метали како пари, обликувани се и во инготи или шипки, например шипката на Ахана од книгата на Исус Навин, 7 глава, 21 стих, и во големи прстени кои можеле лесно да се пренесуваат заврзоци на пари што се однесуваат во прва книга Мојсеева, 42 глава. Пред да почна да се коват пари во стандардни облици и големини, плаќањето се вршило со помош на соодветна тежина на благороден метал. Изразите плати и мери биле уфатени со еден збор шагал. Од овој глагол настанал зборот шекел, кој означувал до некаде утврдена тежина од прилика 12 до 14 грама. Во времето на Соломона се употребувале тегови со одредена тежина, некои од нив и со надписи за мерење на тежина и на вредности на скапоцените метали при вршењето на размена. Соломон во своите дела спомнува нечесна употреба на ова мерка како двојни мерки и како неточни мерки кога се користеле повеќе од еден чифт тегови. Откритието на ковани пари Херодот им го припишува на лидијците, жителите на Лидија, мал но богат трговски народ од западниот дел на Мала Азија. Првите ковани пари околу 640 година пред Христа се излејани од природна легура на сребро и злато, што во тоа време се сметало за природен елемент. Набрзо за таа цел почнало да се употреба чисто злато, а потоа, како во времето на Крез, кон средината на 6 век пред Христа, во употреба е и среброто. Овие малички ковани парички во стил биле слични, зашто на една страна имале лик на некое силно животно,
често лав или тигар или геометриски лик, а на другиот длабок отисок. Еве, тоа се кратки информации кои археолозите ги пронашле како ковани пари. Добив информации дека и во Библијата се спомнуваат, но денеска археолозите тоа ни го потврдуваат кога ги пронаѓаат тие затрупани парички во земја и на тој начин ја потврдуваат веродостојноста на Библијата, на Светото писмо. Ќе продолжиме со читање на информации за кованите пари во наредните емисии, почитувани гледачи. Сега, пред да завршиме, сакам да ви кажам, сите вие кои сакате, значи да имате Свето писмо, бесплатно, пишете ни на нашата адреса, а ние ќе ви го испратиме по пошта на ваша домашна адреса. Еве, денеска е петок, пред нас е викенд, кај што ќе бидеме слободни, но сакам ова емисија да завршам со една кратка порака што ја добивме од проповедникот Никола Трајков од Австралија, бидејќи живееме во едно турбулентно време. Сите сме уплашени. До вчера се зборуваше за вирусот, а каде е сега вирусот? Од завчера или од вчера почна нова траума да ја совладува човечката психа, тоа е војната во Украина. Сите ние сме уплашени и вознемирени. Како сето тоа ќе се развива? Дали ќе се прошири таа војна и во другите делови на Европа? Ѓаволот знае да ја фрла својата мрежа и да предизвика кај нас страв. 2 години бевме во страв со тој вирус кој се уште постои, се уште луѓе се заболуваат и умират, но сега како да падна во втор или во трет план. Па еве ќе завршам со ова порака која има наслов зошто воопшто да се грижиме. Читаме од посланието на апостол Петар, 1 Петрова 5 глава 7 стих. Фрлете ја целата своја грижа на него, зашто тој се грижи за вас. Мора да си признаеме дека премногу се грижиме. Дали знаете дека 40% од оно за што се грижиме никогаш нема да се случи? 30% се грижи од минатото за кој не можеме да направиме или да поправиме ништо. 12% се грижи за нашето здравје, од што се плашиме однапред. 10% се мали грижи или неважни. Ова значи дека само 8% од грижите за кои се грижиме заслужуваат наша грижа и размислување. Една кинеска поговорка вели: да живел човек 100 години би се грижел исто како да живел 1000 години. Дин Инге еве што рекол: дека грижите биле каматата однапред платена за проблемите што се уште не се пристигнати. Томас Халиборнт рекол: да се грижиш за креветот значи исто како да спиеш со ранец на грб. Да не забораваме, почитувани гледачи, дека грижите го заморуваат духот, ја уништуваат волјата, помагаат за забразување на нашето старење, го потикнуваат развојот на разни болести, го загрузуваат животот, ја одземаат слободата и оптимизмот на животот, ни го расипуваат расположението, ги расипуваат нашите односи со пријателите, правејќи не непожелни за општеството и помагаат христијанството да се прикаже во лошо светло. Спротивно на нашите грижи, да веруваме во нашиот Бог, да се живее среќен живот не може да се замисли без доверба во Бога. Имаме во Библијата 7000 ветувања дека тој ќе се грижи за нас. Бог е семоќен да ги исполни сите своји ветувања. Тој е достоен за нашата доверба. Затоа да препуштиме се во рацете на Бога, почитувани гледачи. Да, ние живееме нова планета, не сме во некој стаклено звоно, но сепак што и да биде, нека биде според волјата Господова. Да се молиме еден за друг, да се молиме за жителите во Русија, односно во Украина, да Господ биде со нив, да ги заштити, да им даде сила да издржат во тие тешки војни услови. Почитувани гледачи, дојдевме до крајот на ова наша денешна програма. Ова седмица веќе изминува, утре е сабота и недела. Повторно, ако Бог даде и живот и здравје, ќе се видиме во понеделник со нови информации во нашата утринска програма. До тогаш бидете благословени, бидете одговорни и чувајте се. Довидување. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата
Имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.